Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник на овој политички магазин кој ќе го следите во следниот еден час. 86 дена до закажаните предвремени парламентарни избори. Партиите преговараат за последните две отворени прашања, пречистувањето на избирачкиот список и реформата на медиумскиот сектор. Анкетната комисија за прислушувањето на СДСМ е закочена. Стартуваше со работа анкетната комисија за фабриката за афери на СДСМ. По Пулт ќе разговарам со координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и претседател на анкетната комисија за фабриката за афери Илија Димовски. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мој денешен гостин соговорник, координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Добре дојде во Пулт на радио. Добре најдов, ви благодарам за поканата. Димовски, вчера започна со работа анкетната комисија за фабриката за афери на Социјалдемократскиот сојуз, но без учеството на оваа опозицијска партија. Има ли логика понатамошното функционирање? Ќе успеете ли да ги утврдите фактите поврзани со оваа навистина голема афера поврзана со фалсификување на пасоши и лични карти, па и други афери за функционерите на ВМРО ДПМН, доколку пред комисијата не се појават луѓето кои што навистина имале контакти со криминалната група која беше приведена? Видите, вака, ние имаме две околности кои што работат против оваа анкетна комисија. Првата околност е тоа што имаме многу малку време, практично помалку од месец дена до распуштање на парламентот. И тоа е отежителна околност, очигледно дека роковите се кратки, но ќе се обидеме да создадеме некои материјали и да собереме одредени податоци кои што ќе помогнат прво на јавноста да дознае што е можно повеќе околу оваа афера за сама да суди на крај, второ на институциите кои што на крај ќе мораат да го процесуираат целиот случај. Втората околност која наштетува е традицијата во собранието. Практично мислам дека со исклучок на само две анкетни комисии во целата демократска историја на Македонија 25 години, сите други анкетни комисии не завршиле со извештај или со согласени ставови. Третата работа е тоа што СДСМ одлучи да не учествува и да зборува против анкетната и да се спротивставува на оваа анкетна, што искрено, можеби во квалитетна дебата во анкетната комисија ќе наштети во соочување на ставови, контрааргументација и така натака, но за нивна жал, за среќа на јавноста па ги стави во една позиција да во старт ја признаат вината. Значи, ако нема што да скријат, и ако не се плаше од тоа да се дознаат работите, ќе учествува во оваа анкетна комисија и како сите други пратенички групи во собранието ќе се бореа да се дознае па макар 5 работи плюс или 5 сантими да ја поместиме вистината кон вистинското место. Така, тие одлучија да не учествуваат, да ја негираат оваа анкетна комисија, да се борат против оваа анкетна комисија. 2 дена зборува на седница на собрание против анкетната комисија, што во очите на јавноста ги позиционираше таму каде што веројатно и се наоѓаат, а тоа е на страната на некои што ја креирале целата. Но ќе се обидете ли да го седнете Зоран Заев на седница на оваа анкетна комисија или барем Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи, бидејќи она што протекува како информации од истрагата се дека овие луѓе директно биле во комуникација со групата на Чауш? Да, еве прв пат веројатно планираме да ги повикаме во оваа анкетна комисија за пред анкетната комисија да ги кажат сите работи кои што ги знаат. Вие знаете дека на седница на пратенички прашања јас поставив прашање до министерот за внатрешни работи околу неговите контакти со оваа група. Он даде или проблематичен одговор или се обиде да ја избегне вистината, што со текот на времето и се видени из податоците кои што медиумите ги објавија, но како и да е, ќе остане фактот дека ако немаат што да скријат и ако се чувствуваат сигурни, бија прифатиле шансата да дојдат пред анкетната комисија и заради јавноста да го исчистат сомнежот кој што постои во јавноста спрема нив. Доколку не дојдат, само ќе не убедат повеќе нас, што е помалку важно, но јавноста, што е повеќе важно, дека се длабоко влезени во креирањето на целата таа фабрика за креирање на афери, за лични карти, пасоши и така натака, креирање на документи. И ќе овозможат на јавноста да има почиста слика
каква политичка партија и каква политичка опозиција е СДСМ, што нуди како концепт за развој на државата, кои се нивните базични размишлувања, што за нив е честно, нечестно, што е вистинито, невистинито, што е добро, а што е лошо. Значи, јавноста ќе може да суди врз база на вредносни модели. На крај, првата работа што секој за секој кажува дали е добар или лош. Дали е добар човек. Ако за некого знаеме дека учествувал во такви работи, дека е склон кон поврзување со криминалци, кон фалсификување, подместување, манипулации, што повеќе треба да... Ке беше добро во таа анкетна комисија да слушнеме барем негирање од страна на лидерот на СДСМ, дека имав контакти, бидејќи досега тој цело време само се повикуваше, ќе видиме истрагата што ќе покаже. Да, шансата да си каже што има да каже, ќе ја добие. Ќе биде поканет. Ако дојде, ќе има шанса да ги расчисти сомнежите. Ако не дојде, само ќе ги предлабочи сомнежите. Паралелно закочана работата на анкетната комисија за прислушувањето, нејзиното формирање беше договорено со договорот од Пржино. Единствениот кој ги кажа своите ставови, своите аргументи во врска со ова беше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. После тоа веќе не е закочена, таа е противделовнички суспендирана од страна на нејзиниот претседател. Зошто? Заради две причини. Првата причина е тоа што следен за сослушување пред анкетната комисија беше Зоран Заев. А тој самиот е свесен дека има десетици и десетици прашања на кои што се уште нема дадено јасен одговор. Поврзани со прислушувањето. Надвор од оваа новата афера. Значи поврзани со прислушувањето. Значи тој мора да и каже на македонската јавност каде, со кого, како, колку информации, податоци, со кого имал средби, зошто имал средби. Ние мораме да го најдеме коренот. На крај на криштето од сите овие скандали што се случија минатата година, ако не го најдеме коренот каде е дефектот настанат, ние ништо не сме подобриле за воиднина. Зоран Заев го знаеше тоа и знаеше дека пратениците на ВМРО-ДПМН и на другите политички партии во таа анкетна ќе го прашаа тоа. И причината зошто првата причина зошто е суспендирана анкетната комисија е таа, заради тоа што следен за сослушување пред анкетната комисија беше господинот Зоран Заев. Втората причина зошто Шилегов и СДСМ се одлучија да ја суспендираат противделовнички оваа анкетна комисија е заради тоа што им избега од раце планот, како риба им се протна. Нивниот план не беше да ја најдеме суштината, не беше да ги согледаме работите, не беше да ги најдеме дефектите, да изготвиме промена на закони во насока да не ни се повторуваат вакви скандали, да не ја вовлекуваме државата во година и пол политичка криза. Нивната цел за формирање на таа анкетна комисија беше исклучиво да направат политички театар. И да по втор пат, по трет пат, по пети пат да си ги реобјават своите бомби, да ги омаловажуваат луѓето, да се однесуваат дрско, ниско, со навреди и така натаму и така натаму. Значи нив им беше политички театар. Не им беше апсолутно целта да се дознае вистината, зашто ако се дознае вистината и во денот кога ќе се дознае вистината околу целиот нивен проект минатата година, мислам дека најголеми губитници во очите на јавноста ќе бидат токму они. И тие се свесни. Бар оние што ја водат политиката знаат во се што учествувале, а знаат дека полека и се дознава на сите страни тоа. И тоа е втората причина зашто беше блокирана, односно суспендирана таа анкетна комисија. Ние повикувавме неколку пати и формално и политички да се одржи. Спротивно на деловникот, претседателот на таа анкетна комисија не ги свикуваше седниците. Дури јас вчера повикав дека поради тоа што е следен за сослушување таму господинот Зоран Заев нека дојде. И он нека дојде на затворена седница. Нас не ни е целта нешто дополнително да им објаснуваме на граѓаните за Зоран Заев. Знаат граѓаните, мудри се, паметни се, следат, не сме од вчера ниту еден на политичката сцена, не следеле со години, знаат какви карактери имаме, знаат како расудуваме, какви вредносни модели имаме, знаат многу за тоа што сме работели или не работеле во минатото. Нас ни беше целта да се среди колку може системот и да видиме зошто се настанати овие дефекти. Нека дојде господинот Зоран Заев, нека побара затворена седница, ќе ја добие без никакво противење. Ние ќе бидеме тие што ќе предложат на затворена седница да дојде ако е потребно. Само нека дојде за да ги објасни сите работи кои што и ги должи и на институциите пред се, но и на јавноста. Димовски, правиме куса пауза за реклами, се враќаме со разговор.
Назад сме во Радио Слободна Македонија. Со мене Илија Димовски, координатор на претеничката група на ВМРО-ДПМН. Разговаравме за анкетните комисии, која започнува со работа, која е противделовнички блокирана. СДСМ најавува дека нема да учествува на изборите на 24 април, додека не се причисти избирачкиот список и додека не се направат реформи во медиумскиот сектор. Но видовме еден интересен момент пред 2 дена, кога СДСМ го промени својот став, па се откажа од своите барања во однос на методологијата за причистување на избирачкиот список, само на сметка на тоа да се направат реформи во медиумскиот сектор. Кој е вашиот коментар и колку ВМРО-ДПМН е подготвен да го прифати оној предлог на меѓународната заедница на Питер Ван Хауте за реформирање на медиумите во Македонија? Ја не знам дали да се лутам или да се смеам. Значи, од една страна се лутам заради тоа што 5, 6, 7 години, можеби и повеќе, ја малтретираат цела држава, тоа и вчера го кажав, ја малтретираат цела држава и ги оспоруваат сите изборни процеси и резултати, освен оние во Струмица, секако, заради нивното тврдење дека избирачкиот список е дефект и дека има 150, 200, 250 илјади фантомски гласачи. Као зомби да има по улиција и ние не ги гледаме. Значи, 7 години тоа го прават. Сите избори ги негираат на тој начин. И не е проблем тоа само што го прави раководството на партијата, туку ги убедија и овие Соросовиве викачи дека тоа е така. Обичниот членови на СДС мислат дека неправда им се направило заради тоа што имало 200.000 фантомски гласачи кои што никој не ги видел досега. Пендаровски тоа го кажа и во изјава, дека 200.000 точно гласови биле фиктивни. Да. И сега толку години сето тоа малтретирање, толку оспорување, толку политички кризи во држава, толку нестабилност, толку меѓународна перцепција за несериозна држава, за на крај речат, не, мало смо се шалили, вака, на српски. Мало смо се шалили, дајте сега да видиме ние да превземеме контрола врз медиумите, а овој избирачкиот список добар е. На тоа се сведе. И сега си викам, дали да се лутам на тоа што не малтретираат со години, или да се смеам на површноста во нивната стратегија. Зар не сваќаат дека цела јавност ќе свати што е играта? Што мислат они сега ќе речат, еве избирачкиот список ние ќе отстапиме, вие од медиумите као на пазар. Дај ми и тоа не пазар луѓе во што работат, што се мачат па да заработат 100 денари, 200 денари, туку на пазар кај што во среден век ја ќе ти дам кило компири, ти дај ми кило патлиџани. Као избирачкиот список медиумиве се наша собственост на Дамјан Манчевски и на Илија Димовски. Преговараме ние, наше е, па ќе се договориме, дај на ти го избирачкиот список, дај мислам, децава кога се именуваат сликички, повеќе внимаваат. Това е поредка, ова е, мислам, надвор од умот е ставањето на толку сериозни теми, многу сериозни теми, и избирачки список, и медиумски слободи, во кофа и мешање. И сега кој што ќе излече? Да, но ако има нешто добро во таа изјава, дека заклучивме дека нема проблем со избирачкиот список. Одлично е тоа. Одлично е тоа што конечно СДСМ, можеби не сакајки, но призна дека нема проблем со избирачкиот список и со методологиите, постапките на ДИК. Тоа претходно, пред 2 недели го направија другите 3 големи политички партии. И сега бар суштински, они ќе го негираат тоа во следниот период, ќе го оспоруваат и така натаму, но суштински имаме изјава од подпредседател на СДСМ со која што се потврдува дека они немаат проблем со избирачкиот список и дека тврдењата кои што досега ги терале биле од политичка методолошка причина за да се пазарат на други теми. Ако не грешам и пред последните така, избори не Манчевски беше во ДИК и потврди, така? Добро. Истиот Манчевски пред предходните избори потврди дека списокот е во ред. И он долго време е дел од тие работи и го знае тоа дека е така. Знаете, ги користат некои податоци, вика во држава од нецели 2 милиони има 1.800.000 гласачи. И на обичен човек кој што гледа телевизија, собрание, парламент, вести и така натака, тоа стварно ќе му зазвучи логично, така? Велиме колку се тие млади луѓе од 0 до 18 години кои што немаат право на глас и дали се само 10%, не се 10%. Не се 10%. Но не кажува дека основ за добивање на гласачко право во оваа држава не е жителството во државата, туку е државјанството. Имањето на државјанство, имањето на пасош на Република Македонија е основ да бидете гласач. Тоа е според устав.
во регистерот на државјани на Република Македонија, кој што се води во Министерството за внатрешни работи, каде што СДСМ има министер, има запишано 2,4 милиони државјани на Република Македонија. Од нив, значаен дел, пред 5, пред 3, пред 10, пред 20, пред 25 години или никогаш не живееле, но по основ на родители, добиле државјанство, а не живеат во Република Македонија. Значи, кога ќе ја правите споредбата колку гласачи, не се прави со бројот на жители во Македонија, туку се прави со бројот на државјани. И нормално дека дел од тие 1.700.000 запишани гласачи не живеат во Македонија. Но тоа не значи дека немаат право да го остварат било каде во светот. Дали се 100, дали се 200.000, тоа може да се утврди. Но не може никој да им го оспори правото да бидат на гласачкиот список и да го остварат своето право на глас. Државата прави напори да може тоа да го прават таму каде што живеат, во Шведска, во Данска, во Германија, во Белгија, во Австралија, во Америка, но тоа е символично, заради тоа што се отваря по едно, по две гласачки места. Не може да луѓето минат по илјадници километри за да дојдат да гласат, затоа и одзивот е мал. И тие се податоци кои што на компјутер се добиваат. Или една обична споредба, да ви кажам. Во Република Македонија има некаде околу 2200-2300 гласачки места. Од нив, 1/4 се гласачки места каде што македонските партии не добиваат гласови. Тоа се, не знам, Порој, Шипковица, Форино, Желино и така натаму, каде што има доминантно во огромно мнозинство над 95% албанско население. Таму добиваат албанските партии. Што е природно. И тоа се гледа. Што значи дека некаде околу 1500 гласачки места има, каде што македонските партии добиваат гласови. Од тие 1500 гласачки места, 500 се во мали населени места. Со 10, со 14, со 60, со 200, со 70 гласачи. И вие треба да направите фантомски гласови на 1000 градски големи гласачки места во број од 200.000. Што значи тоа? Дека на секое гласачко место треба да се појават 200 луѓе кои што не живеат во тоа место да гласаат и никој да не ги забележи. Па извинете. Ја на гласачкото место каде што гласам, кое што има запишено околу 700 гласачи, во кој што гласаме неколку згради, истите 10-15 луѓе се 20 години на гласачки кутии. Така, исто и во Карпош, каде што гласам јас. Контролори од СДС, од ЛДП, од Социјалистичка партија, од МОСТ, од невладини организации, членови од администрација. Истите луѓе се. Едниот ми е комшија на мојот спрат, другиот ми е комшија на четврти спрат во мојата зграда, третиот е на третиот е на вториот спрат, четвртиот е од соседната зграда, петиот е комшијата во куќите зад мојата зграда. Значи, еден нов не може да им се појави. Еден нов не може да им се појави, да не го знае. Ако некој се оженил, пак имаат прилика да знае некој, ако ни дојде во малото или ако се купи стан, се продаде и така натак. Ама тоа се знае. Тоа е микросредина, така? Значи, не може на тие луѓе 200 луѓе да им истовариш и никој да не забележи. Дека 200 луѓе, толку е. Таа е многу едноставна математика. Сето тоа е фикција. Сето тоа е фикција која што треба да го задржи раководството на СДСМ во ликот на Заев или уште подобро на Шекеринска, која што е таму 100 години, а има 200 изборни порази, да ги задржи на позиција. Ако го признаат тоа што ви го велам, а што е здрава логика, они треба не денеска, пред 10 години требаше да си од СДС, заради тоа што тие што ја кочат СДСМ да не победи никогаш на избори. Не ВМРО да помане, не медиумите, не хан, не странците, не знам кои земјоделците, не... Како велат in the first place, како дојде до политичката криза со непризнавањето на изборните резултати поради избирачкиот список. Причината зашто СДСМ не ги признава резултатите е за да ја продолжи политичката кариера на неколку луѓе таму кои што се причина за поразите на СДСМ. Но ќе прифатите ли предлогот на Ван Хауте да стане законско решение за медиумите? Имате ли во предвид дека тоа е предлог кој што е целосно неприфатлив за најголемите медиуми и за Ван Хауте е интересен човек, јас комуницирам доста со него. Човекот е класичен, како да кажем, идеолошки левичар. Он бил пратеник на Зелената партија во Белгија еден мандат. И човекот си има свои убедувања и без разлика дали се согласуваме или не се согласуваме, он си има некоја своја идеолошка
матрица, која што е полева од, да речем, нормалната левица во Европа. Например, тој во разговорите за медиумите мисли дека државата не треба да субвенционира и да стимулира домашна продукција на музика, на филмови, на документарни програми. Он мисли дека тоа не треба да е така. Јас со тоа, како да ви кажам, на камен мост за левата нога да ме обесат да висам надоле, не можам да се согласам. Едноставно е различен вредносен модел, различен идеолошки модел. Јас сум во оваа партија и сум пратеник и сум ангажиран политички, заради тоа што го почитувам тоа што сум и заради тоа што сакам да помогнам тоа да биде дел од нашата традиција и така натаму. Значи јас, ако се согласам со ова што го мисли Ван Хауте, околу оваа тема, јас сум се предал себе си и сум ги предал пред сите, заради кој што јас сум тој кој што сум. Така да и за другите теми. Он се обидува да направи некоја мешавина од принципи кои што, знаете, од еден ресторант ќе земе лепче, од друг ресторант ќе земе месо, од трет ресторант ќе земе морков, од четврт ресторант ќе земе салата, од пети ресторант ќе земе масло, од шести ресторант ќе земе се, ама не гледа дека првиот ресторан е мексички, вториот е италијански, третиот е индиски, четвртиот е аргентински и така натака, и дека кога сето тоа ќе се стави као мешавина, ка станува каша попара. Нашето општество не е спремно да прави експерименти. Зошто? Заради тоа што излегуваме од транзиција, мала држава сме, безизразен економски пазар како поддржувач на медиумите. Имаме мултиетнички карактер како општество, имаме мултиконфесионален карактер како општество, живееме со такви соседи со кои што живееме, не сме меѓу Шведска, Норвешка и Финска, туку сме тука каде што сме, со разноразни интереси околу нас, и сега ние треба да бидеме бајрактари на некои нови принципи кои што ниту една држава во Европа не ги спроведува. Значи, на моето прашање каде ова во Европа го има, нема одговор. Има лутење и така натака. Нема одговор. Затоа ние пристапивме кон еден многу рационален предлог, а тоа е: господине Ван Хауте, изберете вие која држава од Европа ја сакате, или СДСМ, или заедно, седнете, договорете се, кажете Малта, кажете Полска, кажете Чешка, кажете Словачка, кажете Британија, кажете Данска, вашата Белгија, кажете Шпанија, кажете Португалија, кажете Франција, кажете која држава сакате. Единствено што ќе треба да го направиме, а се прави за 2 дена, да го преведеме законот. Ако има некои граматички, лексички, институционални адаптации кои што мора за да се вклопат во нашиот систем, кои што би биле 3%, 7%, 5% од целокупниот текст на законот, да ги средиме и третиот ден да го гласаме тој закон во собрание како македонско. Но тие велат дека ние како општество не сме компетентни за европски закони, како медиуми, како граѓани. Тоа е ништо што навистина за нас како... Тоа е навредливо. Ја тоа не можам да го прифатам и во момент кога слушам таква работа, не можам да прифатам. Јас навистина мислам дека и како менталитет, и како цивилизација, и како општество, и како културни вредности, но побитно и како функционирање на институции и систем, ние сме, ако не повеќе, бар од 5 држави членки на Европската унија погоре. Ќе го земете ли во предвид предлогот на националните телевизии во овие преговори? Ќе инсистирате ли да биде земен во предвид, бидејќи ова законско решение ќе се однесува токму на нив? Така е. Така е, апсолутно. На маса има повеќе размислувања. Има цел пакет на предлози кои што ВМРО ДПМН ги даваше во континуитет од првиот ден, пред 3-4 месеци. Има предлози од СДСМ, има предлози од ДУИ и од ДПА, има предлози од ЗНМ, има предлози од МАН, има предлози од Асоциација на електронски медиуми и секој од тие предлози за мене е еднакво важен и значаен. Со тоа што наистина држи аргументацијата дека овој закон за аудиовизуелни услуги всушност најмногу се однесува на работата на комерцијалните телевизии и со должно внимание ќе посветиме на предлозите кои што тие ги дават. Но морам да потенцирам дека експериментирање не може да биде прифатено. Дали ова последниот чекор до дефинитивно
сознание дека изборите ќе бидат на 24 април. Доколку се постигне договор за медиумите, можеме ли да бидеме сигурни како граѓани дека ќе има избори на 24 април или секако можеме да веруваме во тоа? Ќе има ли распуштање на парламентот на 24 февруари? Собранието донесе одлука за распуштање. Јас немам што повеќе да дадам за тоа. Јас сум гласал за распуштање на собранието и тоа го чувствувам како може и да не ме разберат точно граѓаните, но тоа е еден наистина врвен чин кој што било кое собрание може да го направи. Собранието одлучи да не одлучува. Собранието одлучи да го врати суверенитетот на граѓаните, на тие што им припаѓа во суштина, и тие да одлучат. Како треба од тука натаму да продолжиме. Нема што сега ние да филозофираме повеќе во таква една конфликтна ситуација. Секогаш и секаде во Европа тоа така завршува. Штом се создаде таков политички конфликт, дури од помал интензитет, 20 дена, избори, одиме на избори, се формира нова влада, се стабилизира ситуацијата, продолжуваме понатаму. Се ќе се молиме. Значи условите кои што ги поставува СДСМ и така кои што ги поставува, не знам да имало целосна теренска проверка, не знам да се создаделе вакви услови, да се создаделе такви услови. Сите замислени нивни фикции значат дека не избори предвремени, ние нема да можеме редовни да одржиме. Не во 2018, 2024 година да одржиме избори. Всушност, многу е јасно. Тие не сакаат избори. Зошто? Заради тоа што и самите знаат каков ќе биде резултатот. Каков ќе биде резултатот? Или ист како што е сега, или дури полош за нив. Тоа е проблемот. Проблемот е како после сето ова Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Шилегов и сите во ова раководство на СДСМ ќе излезат пред собственото членство и пред јавноста. Што ќе кажат? Ќе биде ли специјалниот обвинител уште една алатка во овој период? Видете, жално е тоа што специјалното обвинителство самото дава причина да има огромен сомнеш спрема пристрасност или непристрасност, спрема професионалност или непрофесионалност. Ние тоа јавно обвинителство го поддржавме во собрание, го гласавме законот, го гласавме специјалниот обвинител, гласавме буџет и се што требаше да направиме, направивме. Мислам дека и другите институции одговорно се однесува, обезбедени се сите услови, просторни услови, соработка, дури имаше еден непринципиелен притисок спрема Советот на јавни обвинители од сите страни као тие да беа главниот проблем во државата, а всушност гледаме на телевизија, ниту еден од нив не познал. Се гледа дека луѓето се по 30-40 години во таа професија. Прво има бела коса на главата од првиот до последниот. И сите имаат кариера. Јас знам повеќе за јавно обвинителство од тие луѓе таму. Или овие така наречени експерти и аналитичари за од екологија до геостратегија, тие повеќе знаат за обвинителство. Таков еден непринципиелен притисок направи целото општество спрема луѓето, што желудник на човек да му се крене. Значи, сите услови беа создадени за специјалното јавно обвинителство, функционира така како што требаше да функционира, но има многу работи кои што оставаат простор за сомнеш. Значи, немањето записник не само што е прекршување на кривично процесниот законник, тежок пропуст, кој што не знам, ќе мора институциите веројатно да дадат одговор што во таков случај. Ние во овој момент, ако сакаме да знаеме и да обезбедиме заштита на приватноста на граѓаните, ние не знаеме колку снимки се предадени од Заев на специјалното јавно обвинителство. Заради тоа што мора да има бројка. Мора тоа специјално обвинителство да има селекција на сите тие снимки и да знае што е сето тоа што го има. Утре ако излезе, кој ви гарантира вас дека некој случаен лик кој што случајно улетел во специјалното обвинителство нема да тргува со тие снимки? Како што видовме дека Чауш тргувал со. Не, ама видете, ако немаат евиденција што имаат, како ќе го зачуваат тоа? Така? Во една институција со 5 вработени, секоја година се прави попис на маса, на стол, на слушалка, на овој уред кој што не знам како се вика, веројатно вие си го имате во евиденција, така? А не ваква една проблематична содржина. Проблематична за десетици илјади граѓани. Таму има приватни животи на луѓе.
И сега, како нешто ќе зачувате ако не знаете дека го имате? Ако го немате евидентирано дека го имате? Тоа е проблем. Други некои настапи, еве, ова, ја не разбрав зошто си избркани две обвинителки. Не разбрани тие. Ама знаете, сега, специјалниот обвинител бараше 14 и дадоа 7, па се кавга месец дена, па политичкиот диалог беше блокиран месец дена. Заради тоа, ако имаше одложување на роковите, меѓу другото имаше и заради тоа. Така, месец дена СДСМ не преговараше дека специјалниот јадевен обвинител не добил све што побарал. Океј, на крај некако седнаа, веројатно се договорија, ај нема да бидат 14, ќе бидат 12. Веројатно за образот на сите да им остане чист, што е коректно и океј. И сега одговорот на обвинителство специјално е дека не требаат овие две, зашто нема толку работа. Па чекај, овие луѓе ваму што имаат по 30-40 години стаж во јавно обвинителство, пред 2 месеци ви кажаа дека не ви требаат 14 луѓе, ние хајка државата направи против луѓето. Хајк на насловни страни геровски ги ставаше. Мислам, мола. Зошто? Заради тоа што кажаа тоа што специјалното обвинителство го кажа после 3 месеци. И сега никој нема да им се извини. Нити амбасадорите ќе им се извинат, нити политичките партии кои што исто така ги притискаа нема да им се извинат, нити медиумите кои што ги притискаа ќе им се извинат, никој нема да им се извини. И сето тоа создава една нелагодност, не од друго. Ја се плашам и тоа да не отиде во еден правец вака за да се го коментираме, да се смееме, мислам, треба стварно, во ред, нека има специјално јавно обвинителство, секој кој што го прекршил законот, нека одговара, ама тоа да личи на сериозна работа, така треба. Да бидеме држава, градиме институции, еднаш сме направиле грешка, ќе ја поправиме, следниот пат ќе направиме друга грешка, тоа е јасно. Ќе ја поправиме и таа. Така се градени сите општества и сите држави. Не измислуваме ние топла вода, како сега ние се родивме паметни, никогаш нема да се сопнеме на тротоар да паднеме, никогаш нема да паднеме од точак. Се родивме, знаеме да пливаме, така? Експерти сме за се. Не е така, така и државата. Се учи на грешки и с грешките ги поправа законите, ги менува луѓето таму каде што има грешки и гради систем. Ние наместо тоа да го правиме, некако се доведуваме во ситуација да си се забавуваме, така, се смееме малкуцка. Димовски, имам уште едно прашање околу посетата и очекувањето од посетата на Хан во февруари, но ќе го оставиме тоа за помузичката пауза. Назад сме со само уште малку време за разговор со Илија Димовски. Разговаравме за сите актуелни политички прашања. Она што за крај ме интересира се очекувањето од посетата на еврокомесарот Хан и ваш коментар за најавите за протести и овие силни пораки со навреди, закани и ширење на евроскептицизам токму од луѓето кои што се поддржувачи на опозицијската СДС. Видите се. Ја мислам, извинете, ама не може човек сериозен да луѓево кои што имаат невладини организации, вчера убаво видовме 30 луѓе, 70 невладини организации. А за секоја невладина организација треба 5. Значи 30 луѓе се така добро распоредени, мора во секоја невладина 5 оснивачи да има. Но не, тие добиваат пари од фондови на Европската унија за да имаат невладини организации, а протестираат против Европската унија. Ја вака велам, работите си дојдоа на свое место. Заради тоа што во првите 8-9 години од самостојувањето на Република Македонија, граѓаните, повозрастните граѓани памтат, генерациите после нас, веројатно не, но повозрастните граѓани памтат дека СДСМ беше партија која што не само што беше против самостојувањето на Република Македонија и креирање на идентитет на Република Македонија, туку беше и против интеграцијата на Република Македонија во овие западни асоциации, Европска унија, тогаш Европска економска заедница, НАТО и така натака и така натака. Нивните тогашни активности одеа во насока на обиди за реставрација и обнова на Југославија. И тоа се движеше негде до 95-та година како иницијативи, како размисли, како желби со една, ако се сеќавате, платформа Глигоров, Изетбеговиќ, се противеа на таквите политики, протестираа против НАТО 99-та година, ако се сеќавате, пред во сите градови низ Македонија. Луѓето
не се во моментов про Брисел или про Белград во минатото заради принципи, заради вредности или заради било што, туку се заради тоа што си ја пополнуваат собствената слабост. А собствената слабост значи тоа дека знаат дека мнозинството граѓани никогаш нити биле, нити ќе бидат со нив. Нив секогаш им треба некој надворешен фактор кој што ќе ја пополни таа дупка и недостаток на поддршка. На времето тоа било Белград, сега мислеа дека треба да е Брисел, но не сваќаат дека и Брисел функционира на база на принципи. Да, ја сум имал позиции кои што оделе конфронтирачки со одредени позиции, но идеолошки, суштински, јас, мојата фамилија, мојата политичка партија, секогаш биле продемократски ориентирани. Секогаш се залагале Македонија да биде дел од модерниот западен свет. Тоа никогаш не било во прашање, никогаш не било во дилема. Но ние тоа не сме го гледале како нешто за што ние треба да тргуваме. Тоа е моја вредност, но јас не сум спремен да направам одстапки кои што ќе одат на моја штета. Како вредност, како принцип, јас за тоа се борам. И ќе го правам тоа принципел. Во другата страна тоа не го правеа. Така туку го правеа заради тоа што им требаше потпора на некој однадвор, за да им ја пополни слабоста што имаат тука. По ни секое доаѓање на некој од страна го очекува као еве сега ќе дојде некој, ќе ги расчисти од Илинденска, ќе им каже да си одат и ние ќе влеземе во Илинденска. Да не спомнуваме имиња, ама најбитните нивни, условно кажано, мислители, експерти, експонирани интелектуалци, секоја недела не труеја со тоа. Ќе дојде сега овој, ќе ги исчисти, ќе дојде оној, ќе ги исчисти, ќе дојде овој, ќе ги исчисти. Не идат тие за тоа. Идат они за своји принципи, за своји вредности и за своји интереси на крај на краиштата. Не идат за да му помогнат на Сашо Ордановски да му се остварат проценките или на Фрчковски намерите. Не. И сега кога сваќаат дека прочитан е блефот, прочитани се сите фикции, прочитани се манипулации, странци е видео и фабрика за фабрикување на афери и се, им кажа дечка прекинете да блефирате, договорот е подпишен, држете се до договорот, ако не мора ни да учествувате. Само еклатантно. Да не ви се верува. Да не ви се верува што им кажа. И сега хан не чинил. Не можете така. Не можете така. Нека продолжат. Супер. Се закупуваат повеќе. Еве, читаме денеска, слушаме вчера, фрапирани се во Брисел од тој однос. Нека продолжат така. Они само покажуваат колку се несериозни, колку се нестабилни и колку ниту еден фактор, нити домашен, нити надворешен може да се подпре на нив. Нити Стопанска комора им верува, нити синдикати им веруваат, нити владици во МПЦ им веруваат, нити Народна банка им верува, нити Академија на науки и уметности им верува, нити етничките заедници во Македонија им веруваат, со кои што се искара. Тоа е јасно за дома, но однадвор не им веруваат веќе. Значи, нескриено дипломатите зборуваат за немањето капацитет и сериозност и конзистентност на раководството на СДСМ. Нескриено. Уште да излезе некој на телевизија и да го каже тоа јасно. Вака луѓето го зборат на секаде. И сега вие сакате сите луѓе во Македонија и сите луѓе надвор од Македонија кои што гледаат тоа да ви дадат поддршка, вие да дојдете на власт, знаат дека сте несериозни и не ставиле. Нема се случи тоа. Господин Димовски, тука ќе го завршиме нашиот разговор. Јас ви благодарам што бевте гостен во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Почитувани слушатели, го завршуваме ова издание на Пулт. Ви благодарам што бевте со нашата програма, што ни го дадовте вашето внимание и вашата доверба. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на Пулт на Радио Слободна Македонија во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.